Во Ајде дома, градиме со Кнауф. Во оваа емисија малку мешаница. Поточно ќе видите како се одвиваат во реалност работите во Ајде дома кога се работат неколку проекти паралелно, ама ќе се ограничиме на последните два. Поточно оној кој што го работевме со убавата голема дневна соба во Скопје и новиот стан што го започнавме во Штип. Па да се потсетиме што сме направиле и во двата стана досега. Ивана е млада девојка која патем ми е до некаде колешка, бидејќи е градежен инженер и за годините многу напредна и искусна. Искуството во патиштата секако не и пречи да знае точно што сака од својот нов дом и интериерот, кој треба да е слободен, отворен по концепт, елегантен и со материјалите безвременски. Тоа впрочем и го бара овој убав простор со впечатлив камин, голема дневна соба, кујна и трпезарија и голема спална соба која е во комплет со предпростор во кој треба да сместиме гардеробер, а кон кој простор има приклучено голема бања. Значи се е големо, па затоа и порачките за станов беа со парчиња со поголеми димензии. Имавме неколку корекции во просторот, не многу големи. Едната беше да се извадат плочки на еден дел од кујната, да се постави спуштен таван и да се средат дел од инсталациите во станот. Со тоа бевме подготвени за започнување на самото уредување. Во спалната соба еден цел зид зад креветот ќе биде во тула. Ивана има свој кревет кој ќе го донесеме тука и е во боја на даб. Па затоа кога ги порачував плакарите и овој од спалната го порачав во нијанса на даб. Плакарот во ходникот е мој хит со 3 огледални врати кој иако огромен се губи во просторот поради огледалата. За дневната со Александар се договоривме околу масите што треба да се изработат во комбинација на масив и метал. Остатокот од мебелот е во нашата работилница. Тој ќе биде во орев и медијапан во 2 нијанси. Целиот мебел е со големи димензии, но кога го поставувате во просторот, парчињата, како трпезариската маса со димензија од 2,40 на 90, делуваат мали. Кујната е речиси поставена, дел од произведениот мебел донесен, плакарите се готови, ѕидовите избоени. А во Штип, приказната за видот на просториите што ги работиме е идентична. Единствено, просторот е за нијанса помал од оној во Скопје. Концептот на споени дневна, трпезарија и кујна во едно е ист, само огледален. Место камин насреде имаме радијатор, а каминот ќе го поместиме кај телевизорот. И место 3 пункта во дневната како во Скопје, ќе имаме 2 чисти. Едниот со кујна која сега е планирана да биде со класичен дизајн, а дневната мешавина од класика и модерен мебел. Еден ист момент се појавува, желбата да имаме тула над ѕидовите, која овој пат наместо во спалната ни се појавува во дневната и ходникот. За кујната имаме интересен момент, што наместо шанк и посебна трпезариска маса, ќе има пулт на кој ќе може и да се јаде, па така трпезаријата е составен дел од кујната. За да биде целиот интериер во склад со барањата, во дневната влегуваме со двојна застаклена врата со класичен дизајн. Ходникот е долг и во него ќе планираме еден плакар, а спалната ја проширивме со простор кој претходно припаѓаше на кујната, па тука ќе испланираме посебен гардеробер. За двата простора од Кнауф не советуваа. Во едниот со какво лепило да ги лепиме тулите и со какви материјали може да ги обработуваме ѕидовите. Ова особено беше потребно за штипјани, затоа што внатрешните ѕидови им беа исклучително груби, а сакавме да бидат мазни. Едвис ни покажа видови глед маси и материјали со кои ќе го постигнеме ова со исклучителна брзина и квалитет, па така подготвени и штипјани можеше да бидат избоени. Во Штип, освен договор во работилницата на Ајде дома за кујната и остатокот од потребниот мебел, имаме потреба и од покривање на нееднаквите по обработка површини во ходникот. Тоа го направивме со специфичните арте плочи од Quickstep, што се ламинат, но со лик и димензии на плочка.
Софа студио. Мојот свет. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Во станот во Скопје ги избоивме сите țидови кои што планирав да ги избојам и остана țидот кај телевизорот кој што сакам да го изработиме во некаква țидна техника. И затоа ќе се видам со Едвис во Кнауф. Едвис минатиот пат ми помогна како од многу рапав țид да направам мазен. Овој пат треба да ми помогнеш како од мазен țид да направам декоративна техника со помош на вашите материјали. Па имам да ти понудам готова пастасна гледмаса, Knauf финитура, која што дозволува да се направат благорелјефни декоративи. Може и штуко, Рафаело, шпатулато, тие некои техники мазни, нервен ефект. Добар е материјалот каде што имаш потреба, имаш потреба да не се шмигла, да нема прашина. Добре. Дозволува, значи ултрамазни површини, без претерано вложен труд. Може да се нанесува машински, може да се нанесува со рачно со ваљак и со глетарка. Да, го видов тоа на YouTube канал на интернет, дека може и со ваљак и со машинка го нанесуваш и после само го испегла. Да. Зошто тоа не го прават кај нас? Најверојатно се уште не се запознаени. Дека може тоа така да го прават. Но тоа може да го работат само со оваа пастелна маса? Knauf финитура и Knauf супер финиш. Значи може и со другите, само да ја постигне конституцијата. Точно. Услов за Knauf финитурата подлога е Knauf супер финиш. На било која површина се работи, подлога за Knauf финитура е Knauf супер финиш. Материјалот може и претходно да се тонира. Овој материјал што гледаме ние долу материјалот на материјалот. Knauf финитура. Значи таа е Q4 квалитет, завршно. Има ултрамарна површина и нема потреба да шмиглање. Има рок на трајање 12 месеци, но посебно потреба или посебно користење на самиот материјал, може само да се изчистат, да се спушти материјалот од издовите на кантата, се затвора кантата и може да се чува до следно. Да резимирам, со овој материјал можеме да работиме или исклучително мазен еднобоен țid, или работиме, не знам, од тие техниките што се Рафаело, марморин и така натаму. Така? Тоа е тоа. Добро, ајде да го видиме тоа. И ако јас на себе нешто погрубо, така. Воре. После грубите. Да. Knauf финитурата Едвис малку ја разреди. И тоа беше повеќе наменето за мене, за да можам да се обидам и сама да изработам некоја техника. Разредувањето воедно помага да имате поголема должина на сушење на материјалот при изработка на техниката. Прво се нанесува во тенок слој на țидот и потоа со специјална алатка која може да се набави во продавниците за бои и лакови или уште подобро кај партнерите на Knauf, нежно со брановидно движење се извлекува оваа шарка, која изгледа како дрвен дезен. Да е убавината на декорот поголема, има структура и истава може да остане бела, може да се тонира, само со четка да се помине и слично. Лентите може да се коригираат дури е материјалот свеж,
Може да бидат хоризонтални, вертикални и единствено бара сигурна и мирна рака. И сега, значи, ова можеме да го избоиме. Со ваљак, Да, со ваљак, со четка може. Со сунгер, транспарентни, лакови по колорити, тонери. А може и- Компатибилна е со сите. а убаво ми изгледа и вака, дозвола да биде избоено, до скора само ова да се нанеси, да се остави, така? Може и така, се може. Се иде. Втората декорација ја работиме со задната страна од истата алатка која личи на чешел. Истиот материјал, кнауф финитура, може да биде истониран до посакуван тон. Па се нанесува во тенок слој на зидот и со движења во различни насоки се креира овој интересен ефект. Сега Ива, ти покажам уште една техника, која што може да се работи со финитурата. Ајде. Последната техника за денес ќе биде имитација на травертин, која може да се работи само со шпакла или глетарка и со помош на исечок од вештачка трева. Се нанесува од материјалот, со глетарката се тапка врз него за да се добијат мали шпицови, кои потоа откако малку ќе подсушат, нежно се пеглаат. Ефектите што може да се постигнат се фантастични и фактички делува дека навистина ако имате волја, време и малку фат, можете да направите чуда со вашиот зид. Многу сме убави. Многу интересно. Добре, Имаме да. уште што да покажуваме, Има предпоставувам. уште многу. Ајде. Да не Да претераме. не претеруваме, одеднаш многу ќе се преблокираме. Да. Едвис покажа неколку техники, знам дека може уште многу да се направат и сега јас треба да изберам што точно сакам да се изведе на тој зид. Мислам дека сакам да биде техниката малку погруба, можеби да не ја работиме само со борче како мајстор, тој помина некаква обука и редно е да почнеме, па кај ќе завршиме ќе видиме. Како што ми беше интересно да поминам миниатурна обука кај Едвис во Кнауф, ми е интересно да го гледам и Борче како тој се изразува на нашиот зид. И нормално нема да останам настрана, ни јас морам да си замешам прсти. Она што го работат најмногу личи на последната техника што ми ја прикажа Едвис. Со тоа што решив, она за лепувањето на глетарката да го сработиме и како посебен ефект, па делумно да биде испеглано, а делумно не. Откако ова ќе го сработиме, ќе го оставиме да исуши, а потоа задача на Борче ќе биде да го избои со истата нијанса со која ми е избоен и зидот во трпезаријата. Вака баш ништо не се гледа, особено она што го изработија, па одлучувам поинаку да го истретираме нашиот зид. И тука, пред крај на градежните интервенции во овој стан, во кој тие пред се се повеќе естетски отколку градежни, ќе работам малку лично. Во 3D моделот што го презентирав на времето на Ивана, имав на зидот кај трпезаријата и кујната поставено една декорација која што изгледаше како карта на свет, мрежаста карта на свет. И јас мислев дека ја ставив таа само така, како декор на зидот, дека ќе има некаков си. Меѓутоа, таа толку многу го бенди со моментот на картата на светот и тоа во мрежа, што излезе дека ќе мора некако да се изведе, а тоа што ќе мора некако да се изведе, ќе мора да го работам јас. Бидејќи не сум сигурна дека некој друг може да ми го направи тоа.
Значи, што си замешав, тоа ќе си го готвам. Цртеж извадив од интернет, го ставив на графоскоп, зашто на вистина не сум инаку сигурна дека би нацртала самостојно карта на светот, и тоа точно. Секоја дефинирана точка од овој цртеж е место за еден клинец, околу кој потоа ќе обвиткам свиленкаст конец. Реално, на ваков начин, можете да извадите многу форми, животни, предмети, букви или апстрактни форми и да се работат со разни бои на конци. Важно е конецот да е добро затегнат, да е квалитетен, клинците стабилни, оти инаку ако се откачи еден, целата слика ќе ви пропадне. Откако повторив географија на половина од земјината топка, да се преселиме малку во Штип. А сега мала дигресија. Отидовме во Штип. Кога одиме во Штип, тоест во друг град, освен во Скопје, повеќе активности ги собираме на едно место заедно. Па така ќе ги измонтираме овој пат вратите, а во исто време ги викнавме и акрон. Малку мешаница, околу влез-излез спална, меѓутоа ќе се снајдат. Поради концептот на самиот простор, тргнувајќи од дизајнот на кујната што ја побараа Емил и Симона, повеќето работи повлекоа и останатите елементи во станот да имаат класичен дизајн. Прво вратите, кои се бели, медијапански со класична форма на крилото, и одлично се вклопуваат со боите, со тулите и со ламинатот на подот. Ѕидовите се вонсериски 30 сантиметарски, па затоа се потребни додатоци за проширување на касите. Лајсните кои ги земавме од Quickstep се целосно ускладени со вратите. Поставени се секаде, освен околу отворите. Од вратите последна ќе биде поставена двојната стаклена врата која Емил самостојно ја порача, бидејќи во овие готовите немаат таква варијанта. Акронци прво се во новиот гардеробер. Акронци имаат да изработат две позиции. Едната беше новиот гардеробер во спалната соба, во кој што ќе влегуваме низ една голема огледална врата. А внатре организацијата е според она што самите Емил и Симона го бара. Нели има како просторче дозволува повеќе шеми на изработка на тој внатрешен плакар, меѓутоа тие си одбра да има од двете страни организиран простор, центарот да им биде так послободен, а секој пат може да додадат и нов плакар. Тој во ходникот е стандарден, класичен, ходничен плакар со две врати, пола чевли, пола за облекување и ќе биде бел. Ги оставаме да довршат, а ние сме назад во Скопје. Во дневната соба, бидејќи е голема, имаме фактички 3 пункта. Едниот е самата дневна соба, таму кај што се гледа телевизија, централниот дел ни е кај каминот, третиот дел ни е трпезаријата. За тој централниот дел од каминот сакав нешто малце по-интересно како модел, нешто што фактички го нема произведено и бидејќи го нема произведено, можеме да го работиме со софа студија.
Александра, за новиот објект ми треба гарнитура која што слободно стои во просторот пред еден камин. Тоа го замислив како лежалка со фотелја. И сега не знам дали имате нешто слично изработено. Имаме работено, значи, доста такви, така да кажеме, лежалки. Не премногу на број, меѓутоа, да, доаѓаат клиенти кои што го бараат стрикно тој момент, да, тоа. Да, потребно ми е тоа, баш моментот за читање книга, за прилегнување, нели, одвоен простор во работна просторија и такви детали. Добра, ајде да видам. Јас ќе ти покажам само нешто. Значи, ова е парче од еден веќе работен момент, како тросет и двосет, беше во Тркизанија составен. Така, гранде, мислам дека си така, моделот е гранде. Моделот е гранде, работен е кај твои клиенти, беше во Тркизанија, овдека, значи стрикно за клиента е работен како полулежалка. Јасно. Тоа значи со една страна и две перничиња, така е баран, може да биде со една или со фактички две едниот перници. ракофот му фали и добиено е така, ова што е добиен е отворен простор, онака како што напоменуваш, да. Може. Тоа е битниот момент. Добро. Ногарите Значи- малце не ми се вкупуваат, ама На, веројатно дефинитивно, може да се... дефинитивно се е променливо. Така. Ногарата може да биде дрвена, метална, може да биде повисока, пониска. Добро. И сега ова е веќе друг момент, како што деталот бил битен Одзади да односно, може да се така, користи. позадината да се гледа, направено е влабнување во. Сега ова малце ми изгледа превисоко. Ми Да, личи, бе. клиентот Ама овдека можеби го не бараше треба. бидејќи беше отворен просторот во целата, нели, во целиот амбиент. Така. Беше дневна соба со трпезарија, односно онака како што денешните простори налагаат. Беше битно, значи да може да се оставаат задинскиот дел. заднинскиот дел Добра. да биде Добро, ајде понатаму. И нас не е вака отворено, добро. само што ззади имаме една огромска библиотека, така што не сум сигурна дека Дека ова ова нешто е го потребно. општо, така. Ова е уште еден модел. Аха. Ова е малце Пошто значи класичен. така, да, малку покласичен по винтич, нели штипкане на грбонаслонот. Види интересен е тој сега бојата е дискутабилна Дефинитивно, да. на моделов конкретно тука, мислам дека со друга боја многу подобро ќе изгледа. Нели, може би црвена, а? Може и црвена, да, бордо. Не, се шалам. Зелена. Дефинитивно Што се посветла шалиш? боја, мислам дека подобро ќе му одговара, не. Друга Види, боја ќе- црвена може, ама една соба Вино така. боја, со виното доле да Па одговара. добро, двете чаши виното таман се за нас. Но, би сакала да изработиме сепак нешто слично како првиот модел што ми го покажа, гранде. Така, Меѓутоа, мислам дека како линија најмногу ми се допаѓа ова тука, мојот омилен омилен модерн, да, модел стопати го авангард, ставив, така. пак ќе го ставиме. Во видоизменета форма, нели, она како што викаш, без пола грбонаслон, без рачка, без... така, значи ќе биде изработен онака како што треба. Да биде во едно парче лежалка, да има раконаслон, половина грбонаслон, Така. значи отворен дел на другиот раконаслон на другата страна. Така да ќе дојде отворено парче кое што визуелно и просторот ќе го уште повеќе ќе го отвори. Таму имаме голем простор, значи јас ќе сакам и таков, ќе сакам и фотелја една, се разбира во Добро. други штофови. Висината позади на грбонаслонот воопшто не ми пречи, бидејќи е Да, таа голем, останува има добро. можност да го прими. Да. Значи и поголема парча може да прими од ова. Добро. Така што Тоа значи дека ќе одиме, како што рекав, тросет. Со тросет, да. односно лежалка од полутросет и моделот на добра монта од фотелјата. Кој што да, феноменално се вклопува со моделот авангард. Да. И Со се ногарите насилува. и се. Моделот, стилот, Моделот ќе тоа е биде тој. висок, само со скратен со ред. Добро, ќе одговара за пред камин. Јас сум и по книгата и по виното, ама немам камин. И што ќе кажеме на Ивана да те вика на гости? Да, може. Може. Така да, мислам дека ако тоа е тоа, Тоа е тоа. да.
На нашата трпезариска маса во суштина може да одговара повеќе модели на столици. И има повеќе модели на столици, меѓутоа во консултација со Ивана таа некако се одреди на еден класичен модерен дизајн на столици од, например, 30-тите години. Значи така од старите добри мајстори и архитекти. Така некој шведски дизајн и сега во таа некоја насока се обидов да најдам интересни столици, најдов едни, па ги нема, па најдов други, па ги нема, најдов трети. И тие се многу едноставни и ми се чини дека таквата едноставна линија ги истакнува и столиците и ќе истакне и самата маса. Светилки во станот имаме повеќе позиции, може да бидат различни заради тоа што ќе бидат на голема дистанца. Како сетови би сакала да ги организирам како еден сет трпезаријата со кујната, вториот каминот, третиот пункт дневната со телевизијата. Станот е голем, поточно особено дневниот дел, каде што имам дел за седење пред телевизор, дел седење пред камин, башка трпезарија и кујна, тој опфаќа можеби некаде околу 780 квадрати. И сега, значи, едно треба повеќе светилки, друго може да бидат разнородни. Значи, да не се исти се една програма да наредиме на целиот простор. На целиот простор, да. Не ми е тој концептот, туку баш сакам како посебни единици 4 да направам. И сега, затоа и ти побарав да ме доведеш на некое место каде што имаме разнородни и интересни светилки. Значи, ова ни е, можеме да кажем, нова колекција, поексклузивна да кажем, од Фоскарини. Така. Има значи некои модели од Артемида. И мислам дека ќе може да се може најде, да се најде нешто да се задоволи вашиот простор таму. Еве на пример овој модел позади. Да, тој ми е многу убав, тој ми е хит и тој таму синиот многу ми се допаѓа. Тие се од Фоскарини, да, значи ги гледам Артемида дека се движат претежно во бели некои варијанти, а овие се друг концепт и тој концепт мене ми треба. Така. Овој златниот ми е многу убав и тој би го ставила во дневна соба. Може и да се комбинира со добра сијалица, значи појака, што ќе задоволи, Да, значи за тој простор да биде убаво осветлен. Ајде да дзирнеме натака за другите сегменти. Можем да го препорачам едно моделче од тегло. Интересно, значи, убав дизајн, понат модел, да кажем. За ова? Например, ова, да. Чистото го гледаме, да, ми се допаѓа многу бојаво. Гледам дека сега нешто наке златно. Ми вртат работите. Треба, да. Да. Има, значи, помала форма, но ова со Фоскарините може, значи, да се дојде во некоја комбинација. Добро. Добро. Океј, ова мислам дека можам да го ставам кај каминот. Ти се кидаме претежно се на висечки варијанти, значи на лустерчиња, ништо таванско. И ќе треба најверојатно, например, 2 вакви да ставам за да ми задоволи површината. Меѓу другото треба и да осветлам. Се со една фасонка, така да добро би било малку повеќе светлина да има. Така. Со оглед на тоа дека Некои појаки светилки ќе дадат. поголем надвор, да. Ова исто ми е интересно, гледав и во програмата на другите, дека има ваков тип на жичани, едно друго црни Да, метал. има во неколку бои, во различна форма. Па ова може кај трпезаријата да го работиме. Да, со винтаж селиците може да се добави една убава комбинација. Значи имаме уште неколку позиции, кујна нели да кажам. Таа нешто комбинација со ова треба да се избере. Палма, значи им 70-тија кај нас што ги ставивме стаклените од перчиња, винтаж. Подници, кои што па треба некакви комбинации стакло метал. Тој фазон па Добро, да значи доизбереме. може исто да ви покажам некои други модели со Значи. што може да се вклопат, значи Океј. во Договорено. Ајде. Кога ги поставивме светилките, бидејќи тие нели влечат на оној нов
ретро фазон. Светилките, крушките кои што ги предложуваат секој пат со нив се LED или варијанта Edison, за да биде се вкупниот амбиент онаков каков што сме го замислиле. Арно, ама овој простор е многу голем, па кога ги ставивме тие оригиналните светилки внатре и кога светнавме, мене ми личеше сето тоа премногу жолто, слабо како осветлување и после изгледа дека ќе ги заменам крушките со некакви други, кои што можеби по-бистро светло ќе ми дадат. Тоа е работа на вкус, веројатно, не знам, можеби на Ивана ќе се бендисат и овие, ќе ги оставам едните и другите, па нека се бира само. Сакајќи да имам повеќе светло, земав 2. Но кога видов дека со 2 лустера ќе го затворам погледот кон прекрасниот камин, пак решив да оставам едно. Во спалната 2 секако ќе одат, а во ходниците избрав тавански кои одлично ќе се вклопат со се она што веќе го земав за дневната и трпезаријата. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Со Борче стигнавме до кај што стигнавме со техниката, нели, го нанесе слојот, нанесе боја, ама тоа се уште не беше она што јас очекувам да биде од тој зид. Очекувам да биде како едно големо уметничко дело. И од таа причина, најдобро беше да повикам уметник кој што тоа ќе го оживее и ќе го направи да изгледа поинаку од првичниот печаток. Билјана ќе работи со четки, со сунгери, со ербраш и реков се да донесе. Па иако она што го извадив од интернет изгледа супер едноставно, некој пат пресликувањето на една обична карпа која природата ја изработила низ милиони години не е едноставно. Иако знаеме дека природата сама по себе е дефинитивно најголемиот постоечки уметник, нема на Билјана да ја е лесно истото да го стори. Ова ќе го работи цела недела, малку по малку, но сметам дека на крајот делото ќе го оправда и времето и трудот поминати за изработка на овој зид. А за штипјани, да не ги запоставиме, треба да им избереме и гарнитура. Од Пункт. Со Пункт работиме долги години. Од нив имаме набавено неброено пати кревети, некои поголеми гарнитури, па за таа цел сега сме со нив, за новата гарнитура на Симона и Емил. Овие се тие ретро модели, моделот Хавана, Берген и меѓу нив како понов модел е моделот Каса. Тука е изработен како тросет, димензија 211, но се работи во повеќе димензии, како четворосет, двојполсет, двосет. Каселот е со специфично седење, исполнета со силиконски гранули и поради тоа ни е модел со најмако седење. Исто така специфично е самиот рап, кај штофот е затворен, додека кај кожниот модел се гледа дека е отворен, да. Штофениот касел не може да се изработи со отворен штеп. Нормално. Постои можност од ресење. Сега во случајот ќе не треба тросет и двосет. За фотелја не сум сигурна. Мислам има место, ама мислам дека поубаво ќе ми изгледа лежалка, но ајде за ова прво да завршиме. Материјалот е, ово е многу фин. Да, штофот ни е најнова технологија, акваклин технологија. Го има во повеќе бои, типови на штофови, одржувањето е многу лесно. Сите дамки од храна и пиелок се вадат со водено крпче. Имате многу
избор, можности на бои, видови на штофови. Така. Каселот тука е изработен од Некој четврти гледам, да, дека не е од овие папка, сега. да, така. И има многу избор на бои, исто така може и самите ногарки да се менуваат, да бидат иноксни или дрвени. Да. Мене овој ме интересира, значи овие ги гледам, тој таму модел ми е интересен, личи всушност еден со друг, ама има нели копчиња од озгора, па мислам дека ова сега во моментов повеќе ми се допаѓа. Тој таму е исто интересен модел, баш ретро. Да, Хавана. Да. Но, ми се допаѓа и бојата, ми се допаѓа и штофот и во тој интериер кој што ми е таков ретро класичен, класична кујна, тула и така натака, мислам дека оваа боја баш ќе одвои. А тоа сакам да го направам, значи баш да биде како украс, момент, пункт во дневната. Па така што нашиот тросет и двосет нека биде точно вака изработен. Добро. Со овие нови. Може да се комбинира и со фотелја од истиот модел, но таа е малку поголемка, околу 83 см во димензија, но може и со некоја друга фотелја, примерно Рахо, ГТ. Може фотелја, лежалка, има место Да, таму и за лежалка, други варијанти. Така. комбинации. Ќе видиме за тоа. Ова е битно порачано. Договорена. Повторно ќе ве оставиме да не ги видите завршниците и на двата стана. Тоа конечно ќе се случи во следните 2 епизоди, кога ќе можете да го видите целокупниот процес и за станот на Ивана во Скопје и за станот на Симона и Емил во Штип. За сега толку од нас и се гледаме следната недела во 12:30 на Телма телевизија. Во Ајде дома, градиме со Кнауф.